Добре дојдовте во урбаните вести. Анализите потврдија дека соините трошки и шницли содржат генетски модифицирани организми. Ова е веста на денот, а еве што друго следува во денешните вести. Анализите потврдија соините трошки и шницли содржат ГМО. Следи уништување. Плоштадот коцка во автокоманда ќе добие нов изглед кој ќе се надоврзе со новиот културен центар. До 200 евра казна за оставање стар мебел покрај контејнерите. Наскоро ќе започне вградувањето микрочипови кај домашните миленици. Анализите во референтната лабораторија во Европската Унија потврдија присуство на ГМО во соините шницли и трошки увезени во земјава од Србија од страна на компанијата Виталија, а дистрибуирани преку КАМ Скопје. Количеството од 510 килограми соини трошки и шницли ќе бидат уништени, а увозниците и операторите ќе добијат парични казни до 5000 евра. Казна ќе добијат и одговорните лица во овие компании. Агенцијата за храна и ветеринарство ги доби резултатите од суперанализите на соините трошки и соините шницли, кои на барање на операторот со храна се вршеа во референтна лабораторија во Европската Унија. Исто како што беше констатирано и со првичната лабораториска анализа, потврдија присуство на ГМО, соопштуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Директорот на агенцијата Зоран Атанасов вчера соопшти дека производите од соја се од Виталија. Дел затекнати во магазин, дел беа повлечени од продажба и се чуваат во магазин додека не се добијат резултатите од суперанализата, пошто ќе бидат уништени. Сојата се наоѓа кај Виталија. Сето она што е по серијата веднаш е повлечено, што е затекнато и во продавници веднаш е повлечено. Во програмата има се зимаат мостри од повеќе производители и оператори што се во Македонија. До сега немавме утврдено, ова е сега прв пат кога го утврдуваме. Од агенцијата додаваа дека увезената соја е по потекло од компанијата Соја Протеин од Бечеј, Република Србија, а мострите беа земени во рамки на мониторинг програмата за безбедност на храна, која ја реализира Агенцијата за храна и ветеринарство. Во Република Македонија, производите соини шницли увезени се од операторот со храна Виталија, а дистрибуирани во промет преку операторот со храна КАМ до Скопје. Увозот на соините трошки извршен од страна на операторот со храна Сопродекс, а во промет исто така биле дистрибуирани преку операторот со храна КАМ до Скопје. Соините шницли и соините трошки во количина од 510 килограми се наоѓаат под официјален надзор и денувиве ќе бидат нештетно уништени. Исто како и позитивната мостра ориз во количина од 550 килограми по потекло од Кочанско, произведена од увозен семенски материјал, наведуваат од агенцијата. Плоштадот коцка во автокоманда кој се наоѓа зад Домот на култура Димитар Влахов во автокоманда, со својот нов изглед ќе се надоврзе на веќе уредениот простор пред новиот културен центар кој свечено беше отворен на 27 март годинава. Плоштадот ќе се поврзе со Домот, а ќе представува мултифункционален простор со содржини за сите возрасти. Просторот во автокоманда кај новиот Дом на култура полека го добива својот нов изглед. Иако пред неколку години овој дел изгледаше многу запуштен и неуреден, сега ќе представува современ и модерен простор. Стариот Дом на култура изграден по земјотресот во 1963 година, иако се употребуваше, беше во многу лоша состојба. Во изминатите години го користе аматерски театарски групи, кои таму подготвуваа и изведуваа театарски представи. На негово место веќе е отворен новиот современ културен центар кој е наменет за разни културни случувања. Културниот центар е поделен на две целини. Во едниот дел е сместено најсовременото музичко студио за филмска музика, а во другиот дел е сместена библиотеката, која е со ново внатрешно уредување, мултимедијална сала и повеќе наменска сала за културни и деловни настани со капацитет до 150 луѓе. Уредени се помошните простории, а целосно е уреден и просторот пред домот. Уредувањето на овој дел од автокоманда од страна на општината продолжува и понатаму. Плоштадот коцка, кој се наоѓа зад Домот на култура, ќе добие нов изглед, а неговата изградба ќе се одвива во 3 фази.
Првата фаза ги опфаќа најкрупните зафати и тие речиси се готови. Поставено е ново економично смарт осветлување, изградени се пристапните рампи за лица со инвалидитет, кои меѓу себе се поврзани. Во фаза на изградба е новата пристапна платформа која ќе го поврзе плоштадот со Домот на култура, а се работи на плочникот кој ќе биде обложен со ситно зрнест гранулиран бетон, како и на скалите на плоштадот. Првата фаза ќе се финализира со поставување урбана опрема. Од општина Газибаба информираа дека целиот простор ќе има форма на отворена сцена, која ќе представува одлично место за културни манифестации, а ќе се простира на површина од 2300 метри квадратни. Исто така на овој простор ќе биде изградено современо детско игралиште и паркинг простор, кој ќе биде ограничен само за станарите и собствениците на деловните објекти. Изградбата на детското игралиште и паркингот ќе бидат опфатени со втората и третата фаза од изградбата. Од 50 до 200 евра казна ќе добијат граѓаните кои неправилно ќе го одлагаат својот кабаст или градежен отпад. Иако се нуди бесплатно одлагање во центрите за селекција на комунална хигиена, одзивот на граѓани кои таму го носат отпадот е многу слаб. Јавното предпријатие Комунална хигиена за 1783 денари нуди можност со нивно возило и двајца работници да биде транспортиран кабастиот отпад или пак да се изнаеми само возило за 893 денари. И покрај тоа што јавното предпријатие Комунална хигиена од 12 јули овозможи бесплатно да се одлага кабастиот отпад во центрите за селекција, сепак одзивот од страна на граѓаните е многу слаб, а стар и оштетен мебел и понатаму се остава покрај континерите или пак на некоја зелена површина. Одлагањето кабаст отпад е бесплатно доколку се донесе со сопствен превоз до центрите за селекција. Дел од граѓаните или воопшто не се запознаени со можноста за бесплатно одлагање или пак немаат превозно средство за транспорт на кабастиот отпад, што не е оправдување за да се остави отпадот каде што не му е местото. За транспорт на кабаст отпад може да се користат и возилата и работниците на Комунална хигиена или пак само возило. Оваа услуга граѓаните може да ја добијат во договор со предпријатието и со извршена наплата на услугата. Па така, доколку граѓанинот сака кабастиот отпад да биде земен од неговиот дом со возило од Комунална хигиена и при тоа да биде утоварен и истоварен од страна на двајца работници од предпријатието, за една тура тоа ќе чини 1733 денари со вклучен ДДВ. А доколку пак граѓаните сами го товарат кабастиот отпад, а имаат потреба само од возило на Комунална хигиена, за оваа услуга ќе треба да платат 893 денари. Истата можност постои за градежен отпад. Возило со двајца работници за една тура чини 1833 денари, а само возило без работници 893 денари со вклучен ДДВ. Од Комунална хигиена за прва Скопска вела дека одзивот на граѓаните и количината кабаст отпад кои се донесени во центрите за селекција не е како што очекувале. И токму затоа треба да се зголеми свеста на граѓаните за правилно одлагање на кабастиот отпад, а не да го оставаат покрај контейнерите и на јавни површини. Екопатролата заедно со комуналните инспектори ги зачестија контролите и укажуваат на граѓаните дека отпадот бесплатно може да го одложат. Според информациите кои ги доби прва Скопска од екопатролата, во текот на месец јули пронајдени се 49 прекршители кои кабастиот или градежен отпад неправилно го одлагале, односно го оставаат на зелени површини. Истите направениот отпад од вкупно 237 метри квадратни или сликовито околу 10 на вагони, отпад е повлечен од страна на прекршителите. Ако ова го работеле екипите на јавното предпријатие, ќе чинело 435.606 денари. Големи се казните за оние кои нема да се придржуваат до законските одредби и начинот за одлагање ваков вид отпад, и истите се движат од 50 до 200 евра. Од град Скопје за прва Скопска велат дека инспекцијските служби на градот постојано се на терен за да ги санкционираат сите оние кои што неправилно ќе одлагаат кабаст или градежен отпад. Кабастиот отпад може бесплатно да се однесе во центрите за селекција на отпад во Карпош и во Вардариште, како и во претоварната станица во Шуто Ризари, секој работен ден од 7 до 19 часот. Намалување на отпадот и загадувањето и заштита на животната средина се резултатите кои се очекуваат од акцијата на Општина Аеродром за селектирање пластика.
Како што информираат од општината, акцијата е одлично прифатена од граѓаните и досега се склучени околу 50 договори. Граѓаните позитивно ја прифаќаат акцијата за собирање пластика од домовите што ја започна општина Аеродром во населбата Лисиче, што општуваат од општината. Од таму велат дека за неколку денови биле посетени куќите од неколку улици во оваа населба и веќе 50 на семејства со задоволство ги потпишале договорите за соработка. Акцијата вклучува околу 400 домакинства во населбата Лисиче, на кои им се оставаат кеси за да ја селектираат својата пластика. Кесите ќе се подигнуваат во одреден ден во неделата од страна на неформални собирачи на отпад, посочија од општина Аеродром. Од општината наведуваат дека резултати што се очекуваат со реализацијата на оваа акција се намален отпад на депонии, намалено аерозагадување, заштита на животната средина и социјална и економска инклузија на неформалните собирачи на отпад. Наскоро се очекува да започне вградувањето микрочипови кај мачките и кучињата, најавува Агенцијата за храна и ветеринарство. Апликацијата на микрочиповите ќе биде бесплатна, но ќе се наплаќа пасошот за животното. Микрочипирањето е законска обврска за секој собственик на домашен миленик. Наскоро ќе почне вградувањето на микрочипови кај домашните миленичиња, односно кај кучињата и мачките. Како што информираше директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов, постапката за набавката на микрочипови е веќе завршена и тие се во магазините на Агенцијата за храна и ветеринарство. Апликацијата на микрочиповите ќе биде бесплатна, но ќе се наплаќа пасошот за животното. Микрочипот ќе ги содржи информациите за собственикот на животното и состојбата со примените вакцини. Во моментов се склучуваат договорите со ветеринарните друштва, што треба да ги аплицираат микрочиповите, пошто ќе следи нивното распоредување кај собствениците на домашни миленичиња. Постапката со набавката на микрочипови е завршена, се во магазините на Агенција за храна и ветеринарство. Во моментот се склучуваат договорите со ветеринарните друштва кои што треба да ги аплицираат микрочиповите и нормално со тоа ќе оди и расподелбата доделување на чипови да се аплицираат кај граѓаните, кај собствениците на домашните миленици. Атанасов потсети дека е законска обврска секој собственик на домашен миленик да го микрочипира и вакцинира против беснило својот миленик и да ги повика собствениците тоа да го направат масовно. Собствениците кои нема да ги микрочипираат своите миленици ќе добијат казна од 100 до 150 евра. Претходно Атанасов информираше дека ќе се утврдува бројната состојба на кучињата скитници. Во оваа акција ќе бидат вклучени представници од ЗЕЛС, со цел да се научат представниците на ЗЕЛС како се прави тоа и по која методологија при броење на кучиња скитници, за понатаму тие да си го преземат бидејќи тоа е надлежност на локалната самоуправа. Само во Скопје има околу 6000 улични кучиња. Вградувањето на микрочипови кај домашните миленици се спроведува за да се откријат собствениците на домашниот миленик, доколку тој биде напуштен и заловен од чинтирските служби. Градинките Кочо Рацин, 13 ноември и Рада Јовчевски Корчагин во своите клонови во општина Центар ќе го зголемат капацитетот за прием на деца во општинските градинки. Од општина Центар информираат дека оваа мерка вчера е усвои советот на општината на 16-тата седница. Советот на општина Центар ја усвои согласноста за зголемување на капацитетот за прием на деца во општинските градинки. Од оваа година, градинките Кочо Рацин, 13 ноември и Рада Јовчевски Корчагин во своите клонови ќе го зголемат процентот на примени деца. На седмицата советниците ги усвоја и предлог извештаите за работа на 7 основни училишта, како извештаите за програма за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците. Со положување цвеќе пред споменикот на бранителите во Волково и Љубанци, денеска се одбележаа 17 години од трагичното загинување на припадниците на Арама во војниот конфликт во 2001 година. Почит на загинатите бранители им одадоа владени делегации од општините Бутел и Ѓорче Петров и семејствата на загинатите. Во спомен на загинатите припадници на армијата на Република Македонија кај местноста Љуботенски Бачила во 2001 година, денеска се положи цвеќе пред нивниот споменик во Љубанци. Претходно цвеќе беше положено и пред споменикот во Волково.
На 10 август 2001 година воено товарно возило на армијата на Република Македонија на патот кај местноста Љуботенски Бачила нагази на 2 противтинковски мини. Животот го загубија Томе Бадаровски, Гоце Чангуловски, Бранко Јанев, Томислав Настевски, Маријан Чобошковски, Ивица Златевски, Томе Димовски и Раде Јанковски, сите припадници на резервниот состав на АРМ од гарнизонот Скопје. Утре и в недела дел од корисниците од општините Аеродром Газибаба, Петровец и Илинден ќе останат без напојување со електрична енергија. Дел од корисниците од селата Долно Лисиче и Јурумлери, како и населбата Гоце Делчев, утре од 7:30 до 13 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Утре од 13:30 до 15:30 часот без струја ќе бидат и корисниците од селата Петровец, Катланово, Брезица и Летевци. В недела од 3 до 5 часот без електрична енергија ќе останат и дел од корисниците од населбата Илинден и селото Јурумлери. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната мрежа од страна на екипи на ЕВА на Македонија. Во следните денови ќе продолжи период на сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Во Скопје времето утре ќе биде сончево и топло со температура до 33 степени. В недела температурата ќе достигне 32 степени, понеделник 33 и вторник 35 степени. И уште една информација, вечерва во рамки на културно лето Газибаба, на платото пред кино Маџари од 20:30 ќе се одржи концерт на забавна музика, на кој ќе учествуваат Теа Антонија Гиговска, Александар Тарабунов, Јане Дунимаговски, Мери Младеновска и Силви Бенд. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести на Прва Скопска. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.